Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Секоја малигна болест што се јавува на женските репродуктивни органи се нарекува гинеколошки карцином. За жал, овие болести се се почести. Како може да се препознаат симптомите, на кој начин се диагностицираат и лекуваат, но и постои ли начин за превенција, што е едно многу важно прашање. Ке побараме одговор од доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Разговорот во студиото стартува по рекламниот блок. За малигните болести на женските генитални органи, поточно за гениталните карциноми, денеска разговараме со доцент доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, благодарам за поканата, секогаш ми е драго да присуствувам вашата емисија. И еве да дискутираме на вакви интересни и мислам дека секогаш актуелни теми. Апсолутно. Поздрав до вашите гледачи и нешто што доветив, поздрав до сите вработени на гинеколошка акушерската клиника и посебно до тимот со кој што буквално секојдневно се бориме практично со оваа проблематика и да ги подобриме и условите, и можностите, и третманот, и да им помогнеме на нашите пациентки што се судираат со овие сериозни проблеми. Поздрав и од нас, од тимот на телевизија Телма, до целиот тим. Докторе, на 24-тиот конгрес на Европското здружение за гинеколошка онкологија, што се одржа во Истанбул, така е. Ви беше врачено престижно признание да. За долгогодишната работа во областа на гинеколошката онкологија и за придонес во стручниот научен и едукативен развој во оваа област во матичната земја на европско ниво. Прв пат оваа награда се доделува на хируршки онколог од Македонија. Навистина големо признание. Најнапред да ви честитам. Ви благодарам за честитките. Да, тоа беше мислам и големо изненадување и за мене и покрај тоа што тоа е всушност опит на ЕСГО или Европското здружение за гинеколошка онкологија да практично одаде на тој начин признание на колеги. Тоа е признание доделено во исто време и на други 113, односно вкупно со мене 114 луѓе од Европа и од светот. Значи на колеги кои што така да кажам се можеби условно кажано во таа некоја средна, нека постара генерација веќе одат над 50 години. Не се емоции годините да си ги издадем. Значи, кој што во текот на својот работен век работејќи во областа на гинеколошката онкологија, допринеле како во матичните земји каде што работат, така и во соработката преку ЕСГО за генерално на актуализирање на борбата со гинеколошките карциноми, нормално во соработка со невладени здруженија, соработка со властите во сопствената држава, работа во делот на едукацијата со помладите колеги, така да сето тоа сумарно заедно, практично во тие проверки оценувања, како да ги наречам, кој што тоа скоро не цела година траеше целата таа процедура, за да конечно некаде април-мај месец ме информира дека сум еден од добитниците на ова признание, така буквално гласи, значи professional recognition. На англиски кажано, да, во секој случај. Да, во Истанбул тоа беше направено, каде што беше јавно доделена таа плаката, како да кажем, сертификат, со оддавање на и признавање практично на субспецијализацијата, тоа е многу битно да се спомене, по гинеколошка хируршка онкологија. Субспецијализацијата што јас имам завршено овдека, но со оглед на сите овие што ги споменав претходно работи се признава на европско ниво. Европското здружение за гинеколошка онкологија си има собствен курикулум по кој што практично ЕСГО сертифицирани центри може да вршат едукација на субспецијалисти идни на европско ниво. Така да еве тоа би било вака накратко на брзина кажано. Благодарам уште еднаш за тоа е за мене лично апсолутно, меѓутоа сметам и за клиниката, генерално од кој што потекнувам, пошто се што имам постигнато, практично го имам постигнато Универзитетската клиника на тој начин практично, да, во соработата секојдневна, тоа е пак кажувам работа тимска, не еден сам човек не може тоа да го постигне секако апсолутно, така да. Така, важно е тимски да се работи секогаш. Да, секако апсолутно. Имате ли информации каква е состојбата со гинеколошките карциноми кај нас, во нашата земја? Сега информациите да, секако ги имам, но веднаш одма се тука доаѓаме со тоа коригирање, пошто некакви
статистики може да се каже да се дадат, затоа што да, во нашата држава таа работа доминантно ја има главно Институт за јавно здравје, каде што практично се сумарно доаѓаат сите информации, податоци генерално за заболување во државата, па вклучително и карциномите генерално земено. Сега, тие статистики, така наречен регистар за карциноми, значи во нашава држава постои, значи не почнува ништо со нас, меѓутоа, за жал, низ годините наназад, ако погледнеме тие податоци, бројки кои што ги добиваме, па вклучително еве некои објавени на официјалните страници, например, еве Глобокан, како практично веб платформа која што се занимава токму за таа обработка, некако податоците не се многу реални, условно кажано, што значи дека во тој дел малку имаме проблем. Генерално како еве и како стручна фела, меѓутоа и како држава генерално го земете, затоа што тие податоци и бројки се битни за да може вие да креирате соодветни здравствени политики. Затоа се битни и важни. Така да ако почнам да зборувам, да, она што можам да го кажам како апсолутни бројки во поглед на пациентки кои што доаѓаат и се третираат на гинеколошко-акушерската клиника. Најголемиот број на пациентки во јавно здравствените установи со оваа проблематика завршуваат кај нас. Секако тука е делот на пациентки кои што се третираат и во приватните болници, така да али ајде повторно ќе земам, најголемиот процент завршуваат на гинеколошката клиника, така да од тој аспект да, можам да кажам и за бројот на пациентки што се со цервикален карцином, ендометријален, оваријален, сите оние што завршуваат кај нас на годишно ниво, таа бројка колкава е? И колкав е број. Нете, тоа варира, меѓутоа со оглед на тоа што сме ние мала држава, тие бројки треба да бидат помали. Посебно кога зборуваме за цервикалниот карцином, апсолутно нешто што е превентибилна болест. Ако веќе светот дискутира дека до 2030 година треба да имаме ерадикација на цервикален карцином, кон тоа да се стремиме, ние се уште дискутираме за релативно големи бројки за таа проблематика, а тоа па понатака поврзува се со себе прашањето зошто е тоа така, каде е скрининг програмите и така, значи се работи, верувајте. Башто сум на некој начин инволвиран во сите тие моменти, меѓутоа тука се инволвирани повеќе чинители, не се само лекарите како такви, не е речеме само клиниката или матичните доктори гинеколози, тука и министерството, државата, фондот, повеќе чинители кои што сите заедно, невладини организации, треба на крајот на денот да излеземе со нешто што ќе го подобри. И се прават чекори. Се прават чекори, меѓутоа тоа мислам дека треба малку многу повеќе да се вложиме сите, за да на крај добиеме добри резултати или подобрување, барем зборам за цервикалниот карцином. За другите типови на карциноми малку тоа потешко ќе продискутираме така, тука се малку поинаку. Малку по-специфично. Така. Некои земји многу прецизно следат какви се бројките на заболени од карцином не само генитални карциноми, воопшто на карцином на нивното население, особено Словенија има еден добар регистар. Така е. Кој што еден меѓу најдобрите, ако не се лажам, на европско ниво. Да. Може ли нешто слично на тоа да се изработи кај нас? Па еве тоа, дискусијата, разговорот и претходно, така само како пример, чисто за да ќе покажам, ова е нешто што колегите од Словенија кога беа тука работевме на нашиот регистар, го дадоа, што представува едиција што се објавува сега за 2014 година, Така малку постара, да, каде што се комплетно анализирање, податоците по поглед апсолутно сумирани во поглед на карциномите во Република Словенија, се направени специфични анализи кои што можат апсолутно да се користат понатака како што спомна во креирање на различни политики, да, за научно-истражувачки работи, така значи да знаеме како стоиме со таа со проблематиката за сите типови на карциноми, вклучително и гинеколошките. Апропо Словенија, да, уште од 1950, ако не се лажам, 51 година, го имаат еден од најстарите регистри за карцином во Европа. И тој практично буквално го подобруваат до ден денеска и е меѓу другото прогласен за најдобрите регистри на европско тло. Имајќи таа претходна, значи и соработка со Република Словенија, некад 2018 година беше 19 Министерството за здравство, значи повторно обид да се воспостави таков сличен регистар како во Словенија. Повторно да напоменам, тоа не значи дека претходно не постоело, напротив. Значи, постоја начин на некако форма на регистар на карциноми, меѓутоа повторно ќе кажам со многу големи непрецизности, пошто тој што ги собира податоците може да работи со тоа што ќе го собера. Во случајов Институтот за јавно здравје, преку своите центри за јавно здравје и така натака распоредени из државата. Меѓутоа податоците што ги добива
тука може да дискутираме колку се тие квалитетни за да може да се излезе со квалитетни бројки и резултати. Сега за да се надмене тој проблем, обидо да се направи регистар како што треба, така да кажеме, беше моделот на од Словенија. Апсолутно, и тука се направи соработка. Беа и од Словенија дојдени да се објасни тоа како наши луѓе замина и во Словенија на едукација околу работата со, практично, пошто тоа е целосна независна организација, буквално која што се занимава само со таа проблематика. Значи, крајно сериозно тоа мора да се свати. Вклучително и кај нас, значи, постои тоа законска одредба. Значи, според законот за медицинска евиденција така стои, значи, обврска за пријавување на карциномите, на заболувањата, нали, малигните болести во државата. Со одредени подзаконски акти и правилници како тоа да се спроведува. И ние го земавме тој модел и е креиран, направен. Вклучително и на моабетот е буквално, значи, денеска са дописите на после сите корона, кризи, се што го поминавме и како држава и како народ, значи тоа мора да се возобнови. За да мораме да имаме квалитетни податоци, за да знаеме на што сме, како стоиме во целава ситуација. Тоа што повторно ќе кажам, поединечно може да ни да дискутираме и онакој мојот осет дека карциномите растат во секојдневната пракса. Меѓутоа, реално кога треба да ги анализирате сите податоци, бројките, нали, се некогаш нешто што можеби ве лаже, можеби не е така, можеби уште пострашно. Ме разбирате, сакам да кажам, за да можеме да имаме релевантни информации и податоци кои што ќе бидат искористиви. Така. Тоа е битно. Така да и овие денови повторно се реактивира тоа, токму денеска на утринскиот состанок кај нас, тоа го презентирав пред колегите дека практично во текот на наредниот месец се она што е 2022 година, измината година, карцином пријавено по таа С диагноза според нали, МКБ класификацијата треба да биде внесено во регистарот за карциноми, за да полека, после овдека се практично правиме моабети за 5 годишни интервали, на кои што може да се прават сериозни анализи и да вие процените како држава каде сте и како сте со оваа сериозна проблематика. Докторе, кога зборуваме за гениталните карциноми, ги има повеќе. Значи, секој дел од женскиот репродуктивен тракт може да биде опфатен со малигно заболување. Ние тука издвоивме кои се најчестите, па можеме и да ги прокоментираме. Значи, денеска ќе проговориме за гинеколошките карциноми, а тука се ракот на вагината и вулвата, ракот на грлото на матката, рак на телото на матката, рак на јаниците, рак на јајцеводите. Сега не е идејата да ги исплашиме гледачите, туку напротив да се покрене свесноста дека всушност треба да се следи женското здравје, редовно да се прават контроли за да се спречат овие форми на карцином. Да започнеме со ракот на вагината и на вулвата. Се јавува ли овој карцином често, бидејќи не сме слушнале, некако не наидуваме на податок дека не сме слушнале, некој се пожели дека е болен од оваа форма на карцином. Бројките, за бројките за кога станува за, значи, ако ги споредиме во однос на другите типови на карциноми, тие се поретки. Посебно карциномот на вагина. Сега тука веднаш мора да се категоризира, пошто рак на вагина, односно вулва, примарно потекло од самиот орган, или некојаш може да се како наречени метастази, карциномот да е например на грло на матка, а да имате метастази на вагина па или на вулва. Меѓутоа, тоа е сега, нали, да не навлегуваме во детали. Да, во однос на другите типови на карциноми, тие се поретки. Но, како минуваат еве годините, карциномот на вулва почнува да расте, не само кај нас, генерално, затоа што во светски рамки. Пошто карциномот на вулва се смета логично карцином кој се појави повторно во по-старата возрастна група, значи на постари пациентки. И повторно сега доаѓаме тука, веднаш кога зборуваме за возраст и годините, тука ќе го споменам веднаш карциномот на телото на матката или ендометриален карцином, кој што исто така доминантно е присутен во постарата возрастна популација. Што значи тоа? Постменопауза? Да речеме во тој период, што е менопаузален период. Баш како резултат на тоа што старее популацијата, генерално, значи, во светот, па и кај нас, животниот век се продолжува и автоматски со тоа и одредени типови на карциноми кои се условно кажано по карактеристични за таа возрастна група, почнуваат, нали, да доминираат и да стануваат, значи, почести. Или ги фаќаме почесто, или пациентките се јавуваат почесто. Тука веќе моментот на свесноста, потребата да се оди, нали, на преглед на гинеколог, дека секој одреден симптом, промена некоја, дека треба да се прегледа, да се анализира, да не се остави, нали, да промената прогредира, кога ќе биде веќе и касно после тоа за интервенирање. Така да во однос на вулвата и вагината, да, во право сте, во однос на другите карциноми се поретки, но и тука се покажува тенденција дека
сега ние во нашата држава, ако споредиме во однос на популацијата бројката, да тоа се мали бројки релативно во однос да речеме на другите типови на карциноми. И во свет е така. Но секако дека таму каде што се работи за големи популации, тие бројки се поголеми секако, во поглед на и на третманот, во поглед на анализите, проучувањата, третирањето и така натака. Но, повторно кажувам, тој некој лесен тренд на пораст и на овој тип на карциноми го забележуваме, нали, сега жените кај нас. во менопауза, постменопауза забележуваат сувост во интимната регија, јадеж. Така. Кај некои се јавили генитални брадавици. Дали сето тоа некаков ризик? Има ли нешто конкретно на што треба да се обрне внимание? Каква промена се јавува во тој дел за да се јават на лекар? Главниот симптом, меѓу другото, и за ваквите, речеме, преканцерозни промени на вулва е јадежот. Значи, тоа е еден од симптомите што треба да ги алармира пациентите кога треба направат преглед. И доаѓаат пациентките. Не секогаш појавата, значи, на јадеж на гениталната регија е знак дека нешто се случува таму. Може да се случи како резултат, нали, како што споменавте самите, значи, како еден од симптомите што е поврзан и со менопаузата, значи сувоста на ткивото, недостатокот на естрогени, атрофијата самата по себе го прави ткивото повулнерабилно и да е практично ерозии се јавуваат и сето тоа може да предизвика јадеж. Почесто се јавуваат и инфекции на такво ткиво. Него кандида обично сакам да кажам, па и другите типови на инфективни заболувања што може меѓу другото да бидат и причина за појавата на овој симптом, конкретно чешање, јадеж. Значи тоа е првиот симптом меѓу другото и кај покри да кажам тие преканцерози на вулвата или па и на самиот карцином. Или е као веќе имаме развиени, значи потоа се жалат пациентките на крварење, може да се јави во тој период, што исто така е аларм, треба да побуди дека нешто не е во ред. Одредени промени, па, нали, доаѓа, па ќе докторот напипувам некакво јазолче, па гледам дека нешто ми се случува, значи таа свесност се зголемува. Секогаш кога такво нешто ќе забележат пациентките, апсолутно да се јават на преглед веднаш, за да може, нали, да се диагностицира. Дали како гинеколози ние практично повторно со колпоскопијата или гледаме надворешно што се случува, или ако сметаме дека можеби се работи за дерматолошка состојба, значи ги, например, лихен склероз, ќе спомнеме, лихен. Често се случува и дека таа повозрастна група, обично ги препраќаме на дерматовенеролог, каде што прават они понатака дермоскопија ако треба и така натака. Или ако се сомневаме дека таа промена ни сугерира дека можеби во позадината се работи за таква некоја состојба, карцином на пример, онда се прави биопсија на вулва. И исто така, доколку се јават генитални брадавички, предизвикани од ХПВ вирус, да, тие се врзани главно со ХПВ вирусот, да може да констатираме визуелно јасно до карцином? Па се брадавиците се главно доминантно предизвикани од нискоризични вируси, типови на вируси. Може во позадината ако се енормно зголемени, затоа што имат и такви случаи до ситни посевки, баш буквално како мали брадавички, меѓутоа сме виделе ситуации каде што тие брадавици се толку нараснати, баш како резултат на неодење на гинеколог, да некогаш и хируршкиот третман може да треба да биде малку по-радикален во такви ситуации, така да апсолутно гениталните брадавици. Па не треба да се чека, се чека, за жал. Токму ова е, нали, разговорот, значи ваквите емисии, нали, алудирањето цело време да се допре до јавноста. Тоа е во суштина начинот на кој што ние треба да ги едуцираме, така да кажам, да им објасниме на пациентите дека не треба да се чека. Дека треба да идат редовно на преглед, дури и кога немаат симптоми. Не значи дека ако некоја пациентка да речеме често пати тоа да го кажете, па зошто не доаѓаш на преглед? Па докторе, се јас родив 1, 2 деца, 3 и се нема што сега да доаѓам. Мислам, ме разбирате, мора да се оди на преглед. Треба да идат на превентивни прегледи, затоа што тоа е начинот на кој што промени можат да се фатат навремено и навремено тогаш да се третираат. И се е поинаку. Така, се е поинаку, особено кога станува збор за ракот на грлото на матката, предизвикан од ХПВ вирус во 99%. Но не секој тип на ХПВ вирус може да доведе до карцином на грлото на матката. Кои се тие што се најризични? Какви се тие? Тогаш се зборува за така наречените високоризични вируси, кои што, нали, доминантно најчесто ние, нали, ги потенцираме тип 16, тип 18 како
вака најопасни, ај така да кажам. Меѓутоа сега тука е една огромна палета на вируси и не се тие за сврвне сите високоризични вируси, условно земено повеќе или помалку го има тој потенцијал. Зошто ни се важни високоризичните вируси? Затоа што во најголемиот процент, значи на направени анализи хистопатолошки на цервикални инвазивни карциноми доминираат овие типови на вируси. Затоа ги потенцираме како важни. Не помалку важни се и овие нискоризичните вируси 16-11, тие се па предизвикувачи на вагиналните брадавици, она што го споменав, на кондиломите. Меѓутоа овдека станува за нешто сосема друга состојба. Да, ХПВ-то кој што кажавме е главниот предизвикувач во групата на сексуално преносливи инфекции и затоа е тука алудирањето кога зборуваме и за едукативниот момент или потенцирањето на начинот на кој што пациентките може да се инфицираат и како последица на тоа да имаме понатака појава дури преканцерозни лезии, па и карцином на грло на матката, е уште од помладите години. Значи пред дури да се почне со сексуална активност. Секако меѓу другото тука затоа е и поставеноста на ХПВ вакцината, како примарна превенција. Значи во периодот на 13-14 годишна возраст, кај нас конкретно тоа е влезено во редовниот календар за вакцинација. Токму ради тоа, за да навремено се превенира појавата на евентуално несакани последици доколку пациентката дојде во контакт со вирусот. Не секогаш да не биде тоа сега плашење. Дали секој женева што ќе биде инфицирана со оваков? Тоа сакав да го кажам. Високоризичен ХПВ вирус ќе развие карцином на грло на матката. Апсолутно. Најголемиот процент достои до само излекување, дури не се ни свесни дека дошле во контакт со вирусот. Меѓутоа тој процент негде околу 20-30% од пациентките каде што ќе премине во хроницитет. Кај таа група на пациентки практично се таа ризичната група каде што може да се развијат преканцерозни лезии, цинови, да ги кажам така, 2, 3, така, па да дојде до инвазивен карцином. Токму моментот тоа што болеста поминува низ овие фази, преканцерозни лезии, кои што требаат години за да дојде до инвазивен карцином, ја дава можноста и шансата за навремено да се фати тоа со буквално еден прост, едноставен гинеколошки преглед. Значи, буквално, она што цело време го зборам, еден преглед може да спаси живот. Значи, затоа е алудирањето, затоа државите во светот, практично како го утврдиле начинот кој што може да се детектира, нека не е ХПВ-то, тоа е покасно во науката дознаено и потврдено за што станува збор. Меѓутоа, цитологијата, да речеме, со ПАП тестот, така наречен, познат зимањето на бриз, буквално може да спаси живот. Значи, кај нас се уште тој скрининг се одвива цитолошки скрининг, да постои тенденција и напор да се преминеме на ХПВ, така на ХПВ базиран скрининг, пошто тоа се веќе и препораките и на Светска здравствена организација секаде во светот да се воведе ХПВ базиран скрининг и на тоа се работи. Значи, постои цела превентивна програма, државата секоја година издвојува пари за спроведување на скрининг. Сега, зошто се уште некако имаше обиди низ годиниве назад, ја бев дел од целата таа приказка да се направи подобрување на скринингот. Значи комисија посебно има за тоа кој што се грижи за спроведување на скринингот. Дури платформа се направи screening.mk. Ја спомнав, дури мислам дека кај вас во емисија и претходно пациентките сами да може да се пријавуваат. Со работа со матичните гинеколози на терен, они да ги пријавуваат пациентките се со цел да се подобрат бројките со скринингот, опфатноста на пациентки со скринингот. Да, точно, короната малце го поремети се до тоа. Ама не правиме муабет за сега овие неколку години, правиме муабет за години наназад. Долг период. Ако Австралија прави муабет дека веќе дискусијата оди во правец дека до 2026-2027 година ќе преогласат ерадикација на цервикален карцином. Ќе немаат цервикален карцином. Или ќе имаат 1 до 2 случаи на 100.000 жени, мислам. Ние се уште дискутираме за тоа како да го подобриме скринингот, за да ги намалиме бројките. Нашите бројки, за жал, на цервикален карцином се уште високи. Некаде таа инциденцата доаѓа кај нас близу 20-25-6 на 100.000 жени, што е многу висока бројка. И на тоа мора да се работи. Секојдневно. Затоа се идеите и за скрининг програмите, за регистар на карциноми, цело време вакво алудирање на изборување, ден за борба против цервикален карцином, недела за борба со цервикален карцином. Значи сите чинители мора да устојаме. Да, секако дека медиумите ни се многу битни, бидејќи преку вас можеме да допреме до луѓето. Меѓутоа сите чинители во државата мора да учествуваат. Превенцијата е клучна за намалување на смртноста од карциномот. Ќе ги вклучиме доктори гледачите во денешната телеамбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Ние потоа ќе разгледаме следно рак на телото на матката. Така. Кога жените ќе влезат во менопауза.
и доколку немаат крварење извесен период. И потоа им се забележа Така. крв. Да. Дали постои ризик токму од овој карцином? Тоа е еден од знаците кои што пациентките кои што мора да водат сметка. Постарите, господи, тоа се наши мајки, наши баби, како да кажам, едноставно мора да водат сметка и на себе. Не треба да се подпираат на тоа дека па добро да сега не знам 15 години нема менструација, че не во менопауза, сега одеднаш се појави некако крварење и да го игнорираат. За жал многу пати го игнорираат. Најразлични изговори, така да наречам, не можела да дојде, или сопругот е бил болен, или нешто морала да работи, или не. Значи, буквално сакам да кажам, ништо нема да одземе ако еден ден издвоите за себе. Или да издвоите 2 сати од денот и да отидете кај својот мачен гинеколог да му се пожалите дека имате ваков симптом. Затоа што тоа е првиот знак дека нешто не е во ред. Пациентка која што е во менопауза не треба да има генитално крварење. Тоа не мора да значи дека е секогаш од матката. Повторно кажа, крварење може да има и при вулва, од цервикс, од грлото на матката. Но мора да се прегледа. Значи тоа мора да биде аларм дека пациентката мора да се јави на преглед. Мора да се јави на преглед, да биде прегледан од гинекологот, матичниот предсе на прво место, па онако смета и ако процени понатака со направениот гинеколошки преглед, ултразвучен преглед, да се процени од каде е тоа крварење. И ако треба соодветно да ја препрати на секундарна и терцијарна установа каде што понатака ќе се преземат другите дијагностички постапки процедури. Да, тоа ќе значи дека ќе треба да се направи киретажа, народот познат, или не знам хистероскопска евалуација, нешто што ќе ни возможи нас да добиеме хистолошки материјал, односно материјал за хистопатолошка анализа. Дел од ткивото кој што ќе се изанализира. Тој се анализира затоа што тој е единствениот начин пошто буквално може да се работи за капка 2. Обично така кажува, доктор, една капка 2 беше крварењето ништо посебно. И една капка 2 е аларм и треба тоа да се прегледа зошто е, од каде е. Можеби е банална работа. Да, можеби е атрофија. Атрофијата знае да даде крварење. Ама да се исклучи. Да се исклучи затоа што ако се пропушти, после тоа, да, тој карцином е условно земено поспоро се развива, ајде така да кажеме, кај повозрастна група на пациентки. Меѓутоа, не сме никако да се игнорира тој знак. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма, сте повелете. Ми интересира неудавна оперирана од оваријална циста, голема, направена целосна хистеректомија, сладекситомија. И цистата на хистопатолошкиот наод као муцинозна. После 2 месеци направена лапароскопија за да се извади апендиксот и апендиксот испадна дека има инситу муцинозен карцином кој што не е излезен од апендиксот надвор. Што мислите вие сега за понатамошниот третман, затоа што лекарот вела дека тука завршува третманот? Така, ви сакате една консултација од докторот, ви благодарам за вклучувањето. Да. Повелете, докторе. Сега, ова е наредниот што го имаме на листата, значи карциноми на јајници. Во дадената ситуација, колку што пациентката разбрав дека операцијата, гинеколошката интервенција, хистеректомија, вадење на матката со јајниците, заради циста видена, потврдена или голема циста, која што колку што ја разбрав, значи на хистопатологијата испаѓа дека е од муцинозен тип. Муцинозен цистаденом, обично најчесто се тие цисти. Меѓутоа, претпоставам, пошто не го спомна, нема никаде знак дека станува збор за малигнен тип на циста. Односно дека муцинозниот цистаденом се бенигни тумори. Тие знаат да нараснат големи, меѓутоа доколку хистопатолошката анализа не утврдила, да се можеме да се наслониме токму на тој наод што го даваат колегите од претпоставам Институт за патологија или не знам каде е оперирана пациентката, не и се. Во секој случај, ова што сега другото го спомна, тоа е интересно. Односно, муцинозните типови на како што е инситу на еден карцином на апендиксот, пошто е инситу, тоа значи дека не се развил надвор од апендиксот. Тоа може да е примерното потекло во апендикс. Значи, ако е сомнението, претпоставувам, затоа и се јави пациентка дека дали е врзано со гинеколошката проблематика, кога станува збор за муцинозни карциноми, од муцинозен тип оваријални,
тогаш обично меѓу другите интервенции хируршки што треба да се направат е и вадење на апендикс. Ама сакам да кажам таму каде што имаме сомнение дека е муцинозен тип на оваријален карцином. Овде како што спомна пациентката, повторно се да се навратам, да не сгрешам, дека станува збор за муцинозен тип на тумор, циста, бенигна по своите карактеристики. Така да се две сосема мислам дека раздвоени ентитети. Она што барем според кажувањето дека ова што е направена апендектомијата кај неа, веројатно како акутен апендицит претпоставувам, тоа била причината зошто е направена лапароскопија. И тоа што го направиле колегите на абдоминална хирургија, да го отстраниле апендиксот со потврда дека нашле, може да го кажеме дури јаде случаен наод, секако изведениот апендикс се анализира. Но мислам дека едната со другата работа не се поврзани. Ви имаме ситуации некојаш на примарен карцином на апендиксот да метастазира на јајници. И тоа го има. Еве меѓу друго. Така да мислам дека еве го задоволив одговорот. Предпоставувам појаснување. Секако дека пациентката треба да прави, да не заборавиме, прегледи. Апсолутно стои, независно од тоа дека он треба да оди на преглед гинеколошки, ако се извадени гинеколошките органи. Уште малку ќе се задржиме на карциномот на телото на матката. Дали како влијат хормоните, естрогените врз овој тип на карцином? Тие се главниот причинител, така како може да кажам, ризик факторите. Значи, пациентката која ќе влезе во менопауза, тоа всушност значи последниот менструален циклус во животот на жената. Тоа го означува крајот, условно кажано, на функцијата на овариумите. Кој што меѓу другата, значи репродуктивниот дел го има тој хормонски ефект, кој што помага влачење естрогени, гестагени и така натака, што помагаат, имаат своји функции, улоги, сега да не влегувам во ендокринологијата. Но во периодот на менопаузата ефектот на естрогените, несоодветниот ефект на естрогени, несоодветни естрогени, така да ги наречам, знаат да бидат во позадината на едни од етиолошките фактори покрај мал милион други, кои што го зголемуваат ризикот за појава на ендометриален карцином. Меѓу другото, значи еден од главните ризик фактори е обезитет. Зошто го спомнувам тоа? Затоа што тоа е типична слика, она сликаме некогаш вака каде што постои многу кратно поголем ризик да пациентка развие перспективно ендометриален карцином кај обезните пациентки. Во комбинација посебно едно со друго, тоа се надврзуваат хипертензијата, покачен крвен притисок и диабет, е тријас кој што буквално го зголемува ризикот на пациентката да развие ендометриален карцином. А зошто по обезитетот? Затоа што имате периферната клинична продукција на естроген. Масното ткиво продуцира. Масното ткиво околу стомакот што се таложи. Секаде. Генерали практично таа она машка дебелина што се вика. Имаме гледач, но накратко ќе ве прашам дали жената што има родено повеќе деца е заштитена од овој тип на карцином? Да. Точно, да. Да го вклучиме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до докторот. Со мерак да го слушаме докторот како внимателно убаво ни кажува на пациентите. Секогаш прекрасни појаснувања добиваме. Благодарам. Повелете, кој е вашето прашање? А моето прашање е вака. Поздрав до докторот и камо да имаме такви доктори секаде на секој оделение. Оперирана сум на гинекологија во Скопје во групата на доктор Стоевски 9 март. Извадено ми е карцином, ендокарцином на матката и јајниците. Потоа пап бриз што ми зема докторката во Кочани беше наодо успешен на сите работи, но ме вратија од онкологија за да направиме томографија со контрасти. Има некоја слободна течност во десната карлица. И сега ми е установено дека има метастаза на црниот дроб. И ме враќат, некна беше на 16 онкологија, ми закажуват на магнетна резонанса во Скопје на 10 октомври. Кога е веќе видено на томографијата со контрасти, на ехото, на абдомен, што треба да чекам ја повеќе? Да 10 октомври да го чекам на магнетна? Тоа се веќе знае и треба да имам ја третман на онкологија да ме примат. Така. И толку сум разочарана од пристапот
на онкологија на историите што ги оставаме на шалтерот, потоа докторката и не знам што да кажеме. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Се надевам дека ќе бидете добра, дека здравјето ќе ви се подобри. Што треба се направи во ваков случај? Колку често овие карциноми дават метастази на околните органи? Сега, значи може. Пошто, што ве разбрав, значи пациентката дека станува збор за ендометриален карцином. За ова што сега во моментот зборуваме. Да. Направена е хистеректомија со анексектомија, извадена матката со јаниците. Сега не знам хистолошкиот резултат каков е, него спомна, пошто кога ќе се извади матката и јаниците се праќаат на анализи. Самиот утерус со матката за да се процени стадиумот на болеста. Так. Затоа што ние предоперативно, пред да влеземе во сала за ендометриалниот карцином, дијагнозата ја добиваме на основа, како што кажав, на киретажа, која што може да ни каже дали е карциномот во моментот на киретажата задржан само на телото на матката, дали има евентуално проширување према грлото на матката, тоа веќе го менува стадиумот и го менува типот на интервенцијата. Сега, ако е направена само обична хистеректомија, претпоставувам дека тука немало зафаќање на грлото на матката, но како бил дефинитивниот хистопатолошки наод, можам само да не би интерпретирал понатака. Сега ова потврдено постоперативно следење на пациентки оперирани од ендометриален карцином е тоа да се земаат редовно вагинални брисеви, токму заради моментот да евентуално да се превенира така наречени локорегионални метастази, значи на местото на каде што извадена матката на вагина може да се деси. Се повторно кажувам, тоа е врзано со хистолошкиот наод, како бил наодот, како била предоперативната, секоја е специфична сама за себе. Значи затоа не можам многу да интерпретирам што било, како бил интероперативниот наод и така натака. Сега меѓу другите работи што се прават, што го правиме рутински, значи следење покрај земањето на бриз е ултразвучниот преглед, туморски маркери, конкретно CA125 го контролира на одредени временски интервали, сега сакам да кажам. Да, и меѓу другото се прави и компјутеризирана томографија, токму со цел да се види статусот на она што ние со ултразвучен преглед не може да го констатираме, а тоа е ретроперитонеалниот простор, значи лимфни жлезди. И сега исто така дали се или не се вадени лимфни жлезди. Има мал милион, да кажам, фактори овде кои што на крај доведуваат до тоа дали постоел ризик или не од појава на метастази. Дали веќе претходно немало некаква метастаза. Ме разбирате, сакам да кажам она што кај пациентката за жал е сега констатирано дека евентуално на хепарот, односно на црниот дроб, се сомневаат за постоење на метастази. Она што следи кај неа апсолутно да, она треба да започне со онколошки третман, односно хемотерапија. Во овој другиот дел навистина мене ми е жал ако е навистина така кој што не кажа дека доаѓа до одредени проблеми организацијски, меѓутоа веруете и на онкологија има независно од ова сега што се случува со онкологија, меѓутоа имате голем наплив на пациентки и кај нас. Некојаш ни е стварно многу тешко и да се организираме и сега повторно апел знам дека пациентките се соочуваат со страшен проблем. Меѓутоа и ние пробуваме да се максимално организираме за да им излеземе во пресред максимално. Знам дека се они сакаат веднаш и одма и сега да се реши проблемот. Веднаш и одма и сега. Не е тоа туку така секојаш така едноставно. Има припреми околу пациентките, има пошто станува збор за некојаш и за сериозни операции, сериозни интервенции, каде што не може туку така само да се влези и да се оперира. Станува збор и за сериозна дијагноза која ќе се добие. Го разбирам моментот на револтот. Апсолутно верувајте ми на пациентите. Меѓутоа не секогаш е проблемот и кај нас. Некогаш има проблеми и организацијски, некогаш не знам како да споменам, но како и да е она мора апсолутно да се започне кај неа со онколошки третман, посебно таму каде што имаме кај неа веќе можеби дали потврдено сомнение за постоење на метастатски депозити. Да. Уште еден гледач ке вклучиме. Да. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостината и до вас, до целата наша телевизија. Благодарам. Благодарам. Да, сакала да прашам, пред 3,5 години сум оперирана од аденокарцином на матка, извадена ми изпезнати од јајници матка. Редовно одев на контрола и сега прашањето не е пошто ја касно се приклучи. Дали се уште треба да одам да зимам, до кога? Пошто мојата најточна лекарка вика, ке тебе се евори, пошто јас да напомним дека беше прв стадиум и не го сме ни хемо, ни зрачење, ништо тоа немаше потреба.
него само оперативниот захват се заврши одлично и значи пак ќе напомина буде 3 години и дали се уште треба да одат на тие контроли, не знам како да не речем пап тест, дали повторно да се прави. Ви благодарам однапред убав ден. Ви благодарам за Благодарам, вклучувањето во програма. Значи да, треба да продолжи со тоа што како минуваат годините, така ќе се разречуваат прегледите, но секако да. Треба. Значи во почетокот, пошто ете пациентката како што ја разбрав ендометриален карцином во прв стадиум, значи немало потреба од зрачна терапија, хемотерапија, значи карциномот бил ајде така да кажем фатен на време, односно не излегол надвор од границите да може да метастазира или да прави некој проблем, но повторно ќе кажам, значи типот на операција, интервенција, хистолошка, мал милион повторно фактори имате, вадени лимфни жлезди, невадени лимфни жлезди, статус однодален и така натака, сето тоа си има свои приказки по позадината да тоа одлуката ќе се оди или нека ситуацијава ке пациентката да одлуката на онкологот дека нема потреба да се третира. Ако го идеме да го детализираме, мал милион податочиња мали таму пишува во хистолошките наводи кои што му даваат на операторот, односно на онкологот, понатака патоказ во кој правец да се оди, не знам, има лимфоваскуларна инвазија или нема, на пример, еден од битните фактори. Во секој случај да, треба да оди на редовни контроли пациентката, но кажувам со разречување, затоа што во принцип нали се или следењето до 5 годишен период, па ако во тој рок од 5 години не се појави рецидив на болест или што се смета пациентот условно кажано за излечен. Да, тоа така стои според тие статистики и така натака, но и покрај тоа и после тој период треба ако ништо друго пак кажам да се разречи, но да иде да се прават контроли секако, затоа што е одма ми паѓа на памет една студија додуше врзана со цервикалниот карцином, во која што како клиника учествуваме прв пат пред 4 години, голема мултинационална студија. Еви сега, после 5 години, повторно се јавија колегите да кажат добро, до 5 години знаеме, а да видиме што се случува 10 години после. Ме разбирате што значи дека следењето и понатака останува, но со разречување секако во соработки договор со матичниот гинеколог и операторот. Сега. Имаме уште многу малку време, би сакала да проговориме за симптомите кои што се врзани со ракот на јајниците. Вела дека овој карцином е многу подмолен и страшно опасен. Така е. Значи овариалниот карцином има една сентенца така груба звучи, меѓутоа е вистината тивок убиец. За жал, од овие типови на карциноми, ако ги тргнеме вулвата и вагината, во однос на сите други карциноми, он се јавува поретко, меѓутоа со исклучително висока смртност. Значи, од вкупната бројка на новодиагностицирани пациентки во светско ниво, 50% завршуваат со смртен исход. За жал. Во 5 годишен период. Зошто доцна се открива болеста или едноставно таква е болеста? Не. Доцна се открива. Доцна се открива затоа што обично кога ќе ги затоа се вика тивок убиец. Кога ќе почнат да се јавуваат симптомите класични дека нешто не е во ред, обично за жал е касно. Работата тоа што не постои специфичен симптом за кој што вие ќе се врзете, кој што ќе ви укаже на тоа дека има нешто се случува. Тоа се обично некои симптоми кои што се да речем условно земено повеќе или помалку се сеават и кај други состојби. Не знам, чувство на надуеност, некоја нелагодност во мала карлица, болка, може да се јави или не мора некакво генитално крварење. Па пациентките обично мислат дека дури и се дебелеат, па им се зголемува стомакот, а всушност во позадината лежи нешто друго. И кој ќе почне да губат апетит, да слабеат, стомакот енормно расте, веќе сваќа дека нешто не е во ред. Сега, за жал, во најголем процент од случаите, главната причина зошто практично и после третманот е многу покомплициран и е поврзано со многу повисоки стапки на смртен исход кој карциноми, затоа што ги фаќаме обично најчесто за жал во напреднат стадиум карциномите. И тука кога веќе е тој проширен и кога и оперативниот зафат е многу посериозен или дури во ситуации каде што можеби не може во прв акт одма да се влезе и да се направи така наречена циторедуктивна хирургија. Меѓутоа и тука имаме сега модалитети. Се повеќе се оди кон така наречено индивидуализирање на третманот. Значи секој пациент е приказка за себе. Пак ќе кажам, бројките, статистиките на кои што ние се повикуваме, да стојат на нив, ама на пациентот му се случува 100%. Така. И тоа мора да го имате во предвид. И во поглед на оперативниот зафат третман, како ќе се третира, и во поглед на постоперативниот период. Ако нешто светската наука прави и продор, тоа прави конкретно во третманот, онколошкиот третман на овариалните карциноми. Значи, нови методи на третман кои што се буквално индивидуализирани на основа на направени анализи имунохистохемии,
генетски анализи и така натака, сето тоа што може да помогне во индивидуалниот пристап во третманот на овој тип на карциноми. Но повторно ќе кажам, и тука пак водење сметка на она што се алудира и се повикува, да водат и на тоа сметка пациенти. Чувство на надуеност, нелагодност кое што трае, пореметување нешто во диспепсии кои какви, со оние условно кажано навики во поглед на столицата и храната, сето тоа мора да предизвика некој сомнение дека можеби нешто не се случува и со не е во ред и со гинеколошкиот дел. И повторно да одат на преглед. Алудирањето е барем еден ден во годината издвоите време, отидете на еден гинеколошки преглед. Иако не ви е ништо, се чувствувате здраво. Едноставно контролен преглед кој што од сето што ни го кажавте пред малку можеме да заклучиме дека е исклучително важен. Да, апсолутно. Бидејќи може да открие понекогаш и несакани работи, но секако така се спасува живот. Апсолутно. Апсолутно. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за подробните убави појаснувања за сето за кое што говоревме. Предвидени беа уште низа работи, но секогаш е убаво кога ќе се сретнеме повторно во студиото на Телма и кога ќе проговориме за нешто друго. Апсолутно и благодарам уште за поканата. Секогаш тука сме да помогнеме да објасниме тоа што треба, пошто вие сте ни некако допирна точка до пациентите. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и на гледачите што и денеска следеа Телма амбуланта со внимание. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 45 минути, 50 минути од прилика во тој временски термин. До гледање.